Слушај, Идрис. Значи вака сега, ти ко странец, не кажи многу гачки. Тука за кубење коса жена 4 години затвор. Така. Ако се викаш Радмила поготово. А за прање многу малку кавама 15 години затвор. Баба, а за право терориста? Кој бе терорист, бе? Ти! Не бе, ти! Шо бе ја, бе? Не, сакаме да кажеме my name is Ристо. Ристо букаме таза на кирија сама бил лади бил табол румара што Полека, бе! Полека! Цело име во... Цело Дубај го кажа во својот име. Уште Филипче и Венко Дифал. Мала биде таман. Да скратено како ми те вика. Ема, Ристо терористо. Па тој исто, па исто. Треба како некој папагал, море. Шо правиш ти тоа да кажем во нашава држава? Шо ми правиш ти баш ми интереси? Ние... Имаш ти кратени документи или ти ми се шверцашка плаца указ? Тоа е нумкат баба, да не тој некој командант били. Више не се шминкам. Ја понепристојни предлози на месенџер у живот не сум добил. Имаше еден најконкретен на месенџер, ми вика, јас сум вика од Катар, анонимно вика сум во Македонија, избеган вика после нападиве на овакво од Иран, иначе вика сум принц, ме вика Атали, а принцот Али сака да се гали. Ја му викам, ако си принц, говорна порака. Ја му викам, му враќам, ако си принц и така се фалиш, дојди одма да ми го галиш. Јас се заебавам, он ми вика, кажи адреса. Вика, мрш пичка ти матерна твоја. Адреса. Да не ви кажем други. Имаше еден на месенџер, поима немам, се подпишал Сармат 25 ко рускана ракета. Сармат 25 ко рускана ракета. Викам, што е овој Прекаров, нема везе, како и да е. Значи, сериозно, више не се шминкам. Ја разбирам да имам 25, 6, 7 години, па да ме напаѓаат овие истородни. Ама 53 бе, брат, што бе ја у мене бе, да, гали, Али, принцот Али, да ми го гали, без везе, стварно. Инаку, не знам дали чувте, најверојатно од Косово и од Бонстил испалиле ракети кон Иран. Знаете тоа што значи? Сега некој ќе рече, топ, Косово сега мамеќе мојато иранци, леле, браво, топ, одлично. Ја не мислам така дека е топ. Знаете на која шутирате слободно фрлање у баскет или у кошарка и кој ќе удри топка на преден обруч? Епа исто така му доаѓа тоа. Замислете го Бонстил као кошот, оној внатре делот, и замислете Македонија као оној предниот дел од обручот. А ако таа ракетата од трема го скрати шутот и удри у преден обруч, некај Косово на 40 км. Колку има до Бонстил уште таму? Шо се за ракета 80-100 км? Така, го скрати шутот, бук, преден обруч. И, шо? Одма тука, катни гаражи ќе ни направат американците после тоа. Тоа ќе мавне тоа Фатахот 2. Така да не е баш многу пријатно. Ја не се радуем да ви кажам. Шо, ако е ова точна веста дека почнале да ракети да лансираат кон Иран од Бонстил, базата на Косово. А затоа тој Вучич уназад години купуеше ракетни системи, значи човекот стварно бил визионер. И сега овие сватија ги гледам и Хрватија, вика овој си знакупи, вика ракетни системи, вика офанзивни, дефанзивни, офанзивни, викам. Сега на Хрватија им кликна, зашо? Пичку матереј. Епа, не знам, изгледа натака оди работава. Дечки, не дај Боже, ама
после ова што се случува, после сите заобиколување на сите меѓународни тела за некаква регулација во меѓународните односи, за некој почитување на меѓународни закони, правила, објави на војна, начини на војување и така натаму, кога ќе ги заобиколиш сите можни тела, домашни и меѓународни, значи многу мириса на овакво. Утре ќе ви прочитам едно писмо од еден израелски новинар, заборев сега како се викаше. Многу е, писмото е крајно објективно и брутално искрено и нема се да зборам околу него, ќе ја прочитам утре содржината, треба нели да ја извадам. Да видите каква е точно ситуацијата. А генерално писмово за му е околу тоа дека стравотно се преиграа, се заиграа Америка и Израел во однос на Иран, дека стравотно го потценија и дека она што сега го трпат американците е тотално опустошување, какво што никогаш во историјата своја не доживеале од друга држава. Ако вика се рачуна најголемата нивна катастрофа Перл Харбор, која беше нападнат од јапанците, 40-та година, која беше тоа, 1940. Тоа вика беше само еден напад. Ова што сега го доживуваат е тотално вика девастирање. Не постои база која кошта милиарди долари, која што не е сравнета со земја, у околните земји. Вика мислат, вика сега дека ќе го проголтаат, вика Иран со некакви си појачани напади со некои курдски милиции кои што бројат 10.000 членови и така натаму, вика она што само може да го очекуваате дека Иран ќе ги проголта сите нив. Anyway, ќе извадам утре, ќе ви го прочитам писмото. Трета работа, последна, нема да тупам денес многу, со оглед на тоа какви непристојни предлози добивам и грзов почна вака да ми пулсира. Ко медуза кој ќе извадиш на суво. Вака. Викам, заеби, сашто со некои работи нема заебање. Ја можам да се заебавам со бугари, со овој, со НАТО, со американци, со овој, ама со ова, со ова, заебање со ова. Принц Али и компанија нема заебање тука. Тука гсти страда, брате, нема спас. Никој не може да ти помогне. Него. Абе на Тони Менкиновски, адвокат од Бугарија, му стегнале забрана за 10 години влез в нивната страна. Ете, уште еден доказ за каква држава со каков демократски капацитет се работи. И да ти кажам, премиере, многу си управо кога се прашуваш со какви луѓе седиш на иста маса кога треба да седнеш со тие бугарските политици. Просто е неверојатно. Тони, да ти кажам нешто. Јас знам дека зашто ти е стегната забраната, за сите твои залажби за македонците кои што живеат во Пиринска Македонија. И дека си им трн во око. Тони, ич курда не те боли за тие ѓубриња фашистички. Они ќе си платат цена за нивниот возобновен, воскреснат фашизам. Ќе платат за се. И тука да бидеш сигурен во тоа. Јебе га решиле да те прават маченик, нека те прават маченик со забрани, со све. Наше е да реагираме на ова. Еве уште еден повод до нашата Агенција за национална безбедност, до државата, до сите институции, да тргнат во лов на сите бугараши и бугарашки агенти кои што се во Македонија, сите да бидат приведени, затоа што мислам дека многу лесно ќе им најдат причини зашто да ги приведат. И еве уште една можност да се прогласи за персона нон грата бугарскиот амбасадор овде или амбасадор како и да се протера од оваа држава. Ние со нив немаме зошто да садиме тикви. Башка, со ѓаволот тикви не се садат. И се додека они се на тој став на кој што се да праќаат овде, да користат своји агенти како тој скотот што доби обвинение, да ја подриваат оваа држава донатре со разни субверзивни дејности и пропаганди бугарашки, да им се покаже дека веќе нема играње и дека секој
што јадел без дозвола маст, ќе јаде, секоја кучка што јадела без дозвола маст, дека ќе јаде и стап. И тука треба да се држиме до тоа, немаме зошто да вложуваме повеќе емоции или надежи или амбиции у тоа дека со тие шовинистички, фашистички ѓубриња можеме да дојдеме било кога да се разбереме дека не сменат нешто длабоко во себе, длабоко во својата пореметена психа. И нормално, во своите болни фантазии, колониалистички да имаат Македонија за Бугарска. Ова нека биде исто така еден вид на сугестија на сите граѓани кои што живеат во Македонија, пред се македонците, да ги детектираат сите непријателски, да бидат внимателни, будни, да ги детектираат сите непријателски дејности на бугарската агентура овде, преку нивните перјаници, и соодветно, ако приметат нешто такво, веднаш да го пријавуваат, како што се поимања разни форми на пропаганди, од пишување графити под зидови до лепење на разни плакати со непријателска содржина насочено против македонците и други пософистицирани форми на субверзивно делување. Сега да знаете дека ќе имате поддршка од нашите институции, не е се веќе ова екипите, тимовите на Социјалдемократскиот сојуз, кои што сето тоа замижуваа пред сите овие непријателски чинови, знаеме од кои причини. Сега да знаете дека има такви луѓе што будно ја следат ситуацијата и будно работат овие непријателски чинови да се сузбијат во Македонија, сите оние кои што учествуваат во нив, на било кој начин, кои што се дел од таа субверзивна непријателска дејност насочена против македонците и македонскиот народ, дека ќе бидат и приведени. Имајте убава вечер. Ако го видите принцот Али негде, ако ме бара, не му кажувајте кај сум.